Ограден паркинг и забранет пристап до објектот. Еден месец по кобниот 16 март, пред така наречениот клуб Пулс, се уште стои полициска лента. А тука е и постојаниот полициски надзор. Од уличката која води кон задната страна на објектот се стигнува на само неколку чекори до местото каде се случи најголемата трагедија во земјава. Локалот е сместен во индустријска зона, па во околината има повеќе автомеханички салони, хотел и неколку куќи. Жителите од соседството не се расположени за разговор. Во центарот пак тажно, мрачно, траурно. Ова се зборовите кои кочанчани најчесто ги користат за одговор на прашањето како е во градот еден месец по трагедијата. Многумина одбиваат да зборуваат, а тие што имаат сила едва успеваат да ги задржат солзите. Нема човек што не изгубил некој близок или пак не познава некој што останал без роднина или пријател. Дори блеги се возило, те се радио тогава се. Тешко. Многу тешко. Градов не е ептен. Значи, на најниско ниво што може да биде. Нема. Ова што мора да мрда да се оди, тоа е друга работа. Тешко иде, треба време да помине. Уште е многу таза. И не можам да зборам повеќе за тоа, не сакам. Треба време да мине малку. Сите ни беа блиски, имаше живот, имаше веселба, убавина. Тешко за младите да мајче, нигде нема, сигурност нема. Не сме расположени, бидете поздравени. Се едно исто, тешко. Тешко, болно и тоа е. Да не се повтори веќе. Нема атмосфера. Ја вечерини искочам обично да шетам, да надам. Поминам од тука, па дали у сите кафичи, пицерии, дали има 20 луѓе. У сите. Значи тука се 15 кафичи и пицерии, 20 луѓе у сите. Повеќе има персонал, неголи гости и нема амбиент, нема расположение. На малиот плоштад, каде што се наоѓа демолираното кафуле, чиј собственик е истиот што го држал така нареченото кабаре Пулс, постојано има полициско присуство. Објектот е ограден, но може да се види дека се оставени искршените прозорци, маси и столици, по протестот што се одржа еден ден по трагичниот настан. Објектот не е негова собственост, изнајмен. Сега, не знам, веројатно сега го заградија, па иначе беше грозна слика тука, искршена одадено. Сега го заградија, веројатно како некој доказен материјал дали ќе служи, не знам зашо. Е така, меѓутоа и ово, мене не ме потсеќа ово на нешто разрушено, потсеќа ме па на трагедијата. Атмосферата која владее во градот се чувствува во секое сокаче, а се преслика и на овонеделната седница на Советот на општина Кочани, која почна со едноминутно молчење за настраданите. Беше прва по пожарот. Со една точка на дневен ред се избираше вршител на должноста градоначалник. Последниот избран Љупчо Папазов поднесе оставка под притисок на јавноста, а потоа заврши во притвор како осомничен во истрагата. Неговите сопартијци од ВМРО ДПМН имаа свој предлог, советникот Гоце Марков. Со остри политички тонови го нападнаа против кандидатот Венко Крстевски, кој прв ја најави кандидатурата за градоначалник како независен советник. Вие почнавте одма со политика. Каква политика? Завршено е политиката во овој град. Завршено. Сите сме завршени. Не ли го разбирате тоа? Значи, готово е. Градот ни е мртов. Изборот на градоначалник го засени обраќањето на советничката од ВМРО ДПМН Кристина Атанасова Арсова. Со емотивен говор, таа одговорницата поднесе оставка. И во следниот период ќе се посветам на син ми кој што се уште е во болница од несреќата и на сите оние деца кои што треба да се вратат за нивната рехабилитација. Затоа што навистина тоа им е потребно. И никогаш нема да заборавам дека сите идеали на овој свет не се вредни колку што е солзата на едно дете. По паузата, со 9 гласа за, Венко Крстевски беше избран за ВД градоначалник на Кочани. Сметам дека е крајно време да кренеме во процес на департизација пред се на институциите, да им дадеме шанса на квалитетните и младите луѓе кои што имаат енергија, желба и идеи за промени, истите да можат да ги реализираат. Мојот кабинет ќе биде отворен за секој креативен и млад
ум и вклучувајќи ги сите останати сограѓани и постарите, едноставно мора да направиме нов процес во Кочани кој што се надеваме дека ќе се рефлектира на територија на целата држава и да направиме многу позитивни промени. Да биде борбата во идеи, во проекти, а не да биде борбата на лична база со навреди, со клевети и со непотизам. И покрај се, во Кочани сепак има место каде барем на моменти може да се почувствува малку позитивна енергија и волја за промена. Катче, каде група млади се организираат за помош на повредените и семејствата на жртвите од пожарот во Пулс. За кочанчани и јавноста веќе добро позната иницијативата Сапорт Кочани. Супорт Кочани настана буквално од краток брейнсторм, 15 минути дискусија на кој начин можеме да придонесеме, да помогнеме на родителите кои и требат средства. И одлучивме да ги излистаме сметките за да нема некој на средина, за да не чекаме на бирократски процедури. Дојдевме тука у канцеларијата и буквално пуштивме прва верзија со неколку души излистани од кои што можевме да примереме информации. На овој начин успеале да соберат околу половина милион евра. Во иницијативата се вклучени 30 на волонтери, а меѓу нив има и млади луѓе кои биле присутни во клубот на трагичниот 16 март. Еден од нив е и 18-годишниот Љубомир. Во Супорт Кочани сум од самиот почеток, денот после погребот одма се приклучив. Конкретно еден мој другар ме повика случајно, немаше што да правам, бев на некој начин обезумение, не знаев дека терам. И повикнаме тука, кажаа дека имат потреба од помош. Првиот задача ми беше у кал центарот, таму имаше најголема потреба, со мене работи уште 4 или 5 лица и имавме за задача на некој начин да ги прибереме сите информации потребни за повредените. Имавме на некој начин интеракција со лица кои што беа од тој момент во болница, беа само однесени, уште самата ситуација не се знаеше како ќе се одвива и беа изумени родителите и им требаше стварно поддршка. Покрај тоа што ние ги собиравме донациите, ние што така и пруживме на некој начин и морална поддршка. Игнатов вели дека нема да ја заборави кобната вечер. Во клубот пристигнал само 5 минути пред да почне пожарот. Поседовме малку и кога кренавме да горе целата ситуација, ние сванаваме сериозноста и кренавме да излаваме на кај излезот. Тука искрено обезбедувањето ни направи на некој начин координација како да излегнеме. Они се поставија стварно улога, да кажем, на родители. Они не координираа сите и не влечеа. Ние се заглавивме на стампедото, ја беа скроз доле на дното и врз мене имаше толпа на луѓе, не имам представа колку луѓе имаше врз мене. И тој еден период се откажав тотално. Викам подобро е овај начин на кој што ќе завршам, отколку да горам. Бев во безсознание неколку минути, после тоа ми извлече некој. Благодарен сум му бескрено, не знам кој е тоа, сакам да знам кој е. После тоа едно моје другарче ми помогна да се врнам од цялата ситуација и после се прожив на помош на кој можем и колку можем. Младиот Игнатов вели дека во оваа иницијатива препознал не само финансиска, туку и морална поддршка, а иницијативата веќе прерасна во здружение под називот Сапорт Кочани. Волонтерите велат дека имаат планови и во иднина да продолжат да помагаат на проекти за доброто на градот. Првата цел е креирање на заедничка сметка. На таа сметка ќе се собираат сите донации и ќе бидат еднакво распределени до сите лица кои што се објавени на страната. Втората цел е собирање на донации за различни институции во Кочани. Например, имаме листа на работи кои што се потребни за Кочанската болница, а третата цел, и за мене најголема, е формирањето на младинскиот центар. Тоа ќе биде центар за психолошка поддршка на населението, за дружење и за социализација. Стручна психолошка помош изминатиот период веќе пружија 100 психолози. Во соработка со Црвениот крст, организирани во тимови, помагаа на терен. Со младите во училиштата, но и со наставниот кадар, вели професорката Емилија Бошковска од Комората на психолози. Посебен е начинот на пристапување. Не работиме психотерапија, не работиме психолошко советување, особено во првите моменти.
Станува збор за техника на дебрифинг, станува збор за пружање на прва психолошка помош, така да или психосоцијални интервенции кои што во втората и третата недела веќе стапува на ги користевме. Бошковска вели дека и покрај тешката состојба која ја затекнале во првите денови, добиле позитивна реакција од населението, особено од младите луѓе кои биле подготвени да соработуваат индивидуално и во групи. Буквално во секој од класовите влегувавме, затоа што се пријавуваа самостојно преку директорите, преку психолозите во школите и тие што не ги поминавме индивидуално беа во групините работи. Така да беше навистина интересно да се види дека имаат потреба од разговор и тоа што, да речеме, со возрастните не можеа да го разговараат за чувствата, како се чувствуваат, го искористија делот што ние бевме присутни таму и навистина тоа беше позитивниот момент што понатака ќе знаат како и со кого да разговараат кога сакаат да зборуваат за чувства. Во пожарот во Пулс загинаа 62 лица. Таа загуба никогаш нема да се надомести. Околу 200 беа повредени. Многумина ќе се лекуваат долго, можеби и цел живот. Дали некогаш ќе заздрават и тие и раните што ги отвори пожарот во меморијата на овој град.